Radio Pela. Sportski žurnal. Добар ден, почитувани слушатели и гледачи на Радио Пела. Ова е, како што слушнавте во најавата, Спортски журнал, емисија која редовно оди секој понеделник и секој петок во 11 часот. Или некојаш по 11 часот, додека се сместиме, обично кога имаме и гостин во студиото, а денеска на наше огромно задоволство имаме таков гостин во нашето студио. Значи, додека се сместиме, додека наместиме техниката и така натаму, поминуваат 5 или 10 минути и сепак почнуваме. Се надевам и на ваше задоволство, почитувани слушатели и гледачи. Значи, тема секогаш е спортот, фудбалот, ракометот и останатите спортови за спортистите и спортските клубови од Прилеп и Прилепско, кои што учествуваат во овие надпреварувања домашни, некогаш и меѓународни. Тука сум јас во студиото Зоран Игески, тука е Николче Димецки, секогаш моја десна рака и како ководител од областа на спортот, како спортски новинар, но и како технички уредник, задолжен за техниката во студиото, а тука го имаме и нашиот гостин. Сега ќе ви го представиме, меѓутоа пред тоа да најавиме дека има можност така имаме слушателите и гледачите да коментираат на Facebook и на кој начин? Така, сите наши гледачи, односно слушатели, имаат можност да ни се јават на 070-303-437 или на Facebook, на Viber, на било каков начин ги читаме и коментарите кои што ќе ги добиеме. Имавме веќе еден коментар веднаш на стартот на овој Facebook live stream. Чекаат нашите гледачи коментарот од каде знаат кој е гостинот и од каде коментарот? Коментарот е чекам нешто ново, значи поздрав до нашиот гледач. Ќе видиме нешто ново и денеска ќе зборуваме за ракометот, а во ракометот секогаш има по нешто ново. Во ракометот имаме најпрофесионален клуб, значи тука има квалитет, собрани од сите страни, дури имаме и странци, а таков е и гостинот овде. Тој е Томислав Квастек, кој игра на позицијата пивот во ракометниот клуб Прилеп Суперлига, што членот на машката Суперлига на Македонија. Томислав Квастек, добар ден, добро дојдовте во студиото на Радио Пела прв пат. Прв пат, добар дан, мени е драго што сум дошao, први пут, па да, видимо како ќе бити. А вие доаѓате од Хрватска, сега можеме да комуницираме на македонски, на хрватски, како сакате? Македонски, хрватски, српски. Македонски разумием, али причање малу теже иде, али разумием. Добре, јас ако нешто не разбирате, ќе преведувам на хрватски, да, може. Оди, јас македонски, вие хрватски, се надевам никој нема да се налути. Од оние институции кои инсистираат на македонскиот литературен јазик, имаме и такви за медиумите. Меѓутоа, еве, вие сте гостин кој доаѓа од Хрватска, па првото прашање кое ми се наметнува. Од Македонија сите одат кон Хрватска, а еве еден човек, тоест вие дојдовте од Хрватска, тука во Прилеп во Македонија. Што е овдека, зошто се случи во обратна насока? Па мислам да буде, као што и овдека македонци из Македонија оду у Хрватску, да их засети едноставно, да буду у Македонија. Тако е мени било у Хрватској и не знам, морал сам да одем едноставно, нешто ме говорило да морам да одем и да не могу више да будем у Хрватској, па сам тражio свој пут далje негде. Што е во прашање, значи вие дојдовте 2023 септември, гледам, да. Пише овдека, значи скоро 2 години уште малку ќе обстојувате овде во Прилеп. Што се случи? Што е она што ве привлече во Македонија? Имавте ли некои сознанија за Прилеп претходно? Ја кад сум долазио, нисам знao да е Прилеп точно. Јас сум знao да у Македонија има Скопје и толико због врдара сам. А прв пат слушате за Прилеп? Прв пат слуша и кад сам дошao сам упалио. Си викате каде е ова сега? Баш и тако било да сам упалио карта на телефону и рекao, ди е ово. А сега е лесно со мобилните телефони. Да, сада е лаган. Добивате информација. Да, одно добија се. А како дојде првиот контакт? Кој ви се јави, кој ви понуди нешто? Беше некоја случајна средба? Након Маđarske
sam htio... Вие бевте тогаш во Унгарија. Da, bio sam u Mađarskoj, ispali smo iz lige i da se igra druga liga u Mađarskoj, ako si stranac, mora da se ide na fakultet ili da se radi, ja nisam htio ništa to. Треба да има некоја друга Da, причина. a imam papire zbog familije da mogu da budem Mađar, da dobijem papire, ali mi nisu to rješavali i tu je bilo da ću ja odustati od rukometa više manje. Nakon te sezone sam htio da odustanem i u međuvremenu mi je uletio prilep. Сакавте да прекинете со Da. ракометот? Da. Izgubio sam volju, bio 3 mjeseca, Значи nisam прилеп беше trenirao ništa. едноставно среќа. Jednostavno sreća, taka je. Da. Кој ви се јави прв? Prvo mi se moj menadžer javio, Matija Nemec i... Од каде е тој? Iz Hrvatske isto. I nakon toga je bilo da li hoću, Тој da li стапил во neću. контакт со прилеп. Da. Ракометот. Da. I bilo je da li želim, da li ne želim, a rekao pa ajde, nemam šta za izgubit, Makedonija, liga, nije loša liga, ima dobrih ekipa, Vardar, Pelister, Alkaluid, neko će kad tada vidi nešto. Pa, И за колку време требаше да одлучите, колку време размислувате за да прифатите ова понуда? isti dan sam rekao da, može. Истиот ден. Da, isti dan i 3 dana nakon toga sam došao u Prilep. I 3 dana nakon što sam došao u Prilep sam igrao prvu utakmicu, bez Веднаш, pripreme не ikakve. ви требаше ни тренинг. Ništa. I to smo tepali Butel kod kuće. А Бутел е многу солидна екипа. Prošle godine su, mislim, bili jači nego Pa i ove. сега- Da, i sad su dobri. Pogotovo kod njih kad se ode, И победивте. Da, Се сеќавате како беше надпреварот? jedan razlike smo dobili nešto, ali bilo je gol za gol. А вие како одигравте? 7 golova sam zabio, tako nešto. Прв пат доаѓате тука и давате 7 гола Bez и treninga, победувате. one for, da. Па од тоа подобар почеток не може да биде. Ne, dobar početak bio, ali kasnije smo malo krenuli nizbrdo, ovamo, tamo, ozljed, nisu se mogli sastaviti, pa je sezona. Велат тие кои што ќе дојдат по Прилеп еднаш идат и потоа Прилеп им станува и втор град, втор дом. Дали е тоа така? Pa, sad, koliko može biti, to ne izlazi ja nešto previše po Prilepu, ja volim da budem u stanu, tamo da odmaram se, odem na trening, pa osjećam se kao kod kuće, nije mi loše tu. Значи вака, вие сте многу млад играч. Мислам, многу млад човек, 23, сега немате ни 24 на полнето кога ќе полните при крајот 24. на годината. Значи Да. 23 години и неколку месеци. Da. А за 23 години 5 клуба имате сменето и 3 држави имате сменето. Da, ne volim Па biti... не е ли тоа чудно? Ne volim biti puno na istom mjestu, još ako je okruženje malo više negativno, iako ne znam, nema se nekih prijateljskih odnosa u ekipi, ne volim da budem puno, gdje svako vodi svoju politiku, svako gleda na sebe, to mi nije baš nešto ugodno u okruženju. I onda volim da promijenim, ako se ne osjećam ugodno. Прв клуб каде имавте сениорски настап е Нексе Tako je, da. во Загреб. Како Nek поминавте? se Našice. Нашице, да. А вие сте од Нашице. Да. Да не сгрешиме тука. Вие сте од Нашице. Какво е тоа место ваше родно? Нашице. Našice, pa ja u Našicama sam rođen, ali sam ja iz Nije sme slušali, Đurđenovca, ама- mjesto do Našica. ali Често to više- пати забораваме каде се најдува. Ali to je kod Osijeka. Kod Osijeka, blizu granice sa Srbijom, blizu granice sa Bosnom. Slavonija. Тоа е мало место? Malo mjesto. Našice, ne znam koliko ima, mogu lupiti glupost neku i reći da ima između Ама 10 do 20. мало место со голем клуб. Da. Nekse. Nekse, Našice, to jest Našice je baš rukometan grad. Svi žive za rukomet tamo, fudbal. Ние повеќе знаеме за клубов отколку за градот. Da, svi tako, svi. Nekse, mislim, to je brand, ima Ето јас циркови вамо tamo. одма го измешав со Загреб, бидејќи е голем клуб со голем град. Меѓутоа, Нексе Нашице, каков е клубов Нексе? Nekse. Таму Sad- тој ви е матичен сигурно клуб. Прв клуб. Matičan prvi klub mi je RK Đurđenovac, ali to trenutno ne postoji više, to se raspalo kad smo bili još kadeti, kad su krenuli da idemo svi u srednju školu, svi promijenili mjesta i tu se raspalo i onda sam ja ušao u Nekse. Tamo početak i nije bio baš nešto najljepši, pošto sam iz drugog mjesta i odnosi između to iz Našica i mog mjesta i nisu nešto najljepši, nešto previše da se voli. Početak je bio malo teži, ali kad je došao da trenam sa prvom ekipom seniorima, to je već bilo lijepo. Svašta se moglo naučiti, ozbiljni profesionalci su sve to tamo, trenira se, baš jako se trenira i od tamo sam baš mnogo toga sam naučio. I kad sam ušao u neki drugi klub, na primjer Umag, i nisam trenirao s njima, osjetio sam samo trening Како беше rakomet. во Умаг? U Umagu, Тие не се баш толку познат клуб како Нексе. Umag, iskreno ja ne znam zašto sam tamo otišao.
Ne znam zašto sam tamo otišao, to mi je možda jedino mjesto. Pa dobro je iskustvo i, Je iskustvo, i tako treba da, iskustvo da, život. Vo životu ali svakakvi ne iskustva. najljepše iskustva. I takvi iskustva se potrebni. Takva iskustva trebaju, logično. Imamo jedan komentar na socijalните mreži, Ajde. kvalitetno zasiluvanje i lider во одбраната. А за одбраната, значи гледачиве што присуствуваат викаат квалитетно заселување, особено лидер во одбраната. Дали ова се согласувате со коментар на наши гледач? Pa sad lider u obrana, ne znam. Teško mi je to reći da jesam, pošto Каква одбрана има Прилеп според вас? obrana, Дали добро се игра во одбраната? Или pa ovisi подобро во напад? o momentima ovisi kod nas. Baš ovisi o momentu da li želimo ili ne želimo. Taj ključni moment cijelu sezonu igramo 10 minuta bomba, 10 minuta nas nema. 10 minuta bomba, 10 minuta nas nema. Imamo taj moment u toj obrani kad hoćemo, kad nećemo. Колку тебе ти одговара таквиот начин на игра? Takav način ne igra. Pa s obzirom, ne znam. Sa rotacijom smo bili kratki prvi dio sezone, još smo imali ozljeda. Nakon 3 tekme smo ostali bez srednjeg, bez desnog beka, bez jednog pikera i nema zamjena i onda je bilo čupaj se, mora 60 minuta da se igra, mnogo je teško da se igra svih 60 minuta da se trči protiv. Mislim, to su sve ozbiljni ljudi, to je sve 25-30 godina, kad dođu ljudi mogu i oni da trče i oni se svi mijenjaju i onda je došao trenutak da mi nismo imali pa se uđe u crvenu zonu i tu više ne razmišljaš o obrani, samo da uhvatiš zraka i u napadu statva šta bude. Викате повреди, многу повреди. Тоа во ркометот ми се чини мене таков печат од добија премногу повреди во споредба со другиве спортови. И затоа не се потребни само 7 играчи, туку да речеме 2 пати или и повеќе дури играчи за да има замени. Treba, pa ne znam. Bar u svakoj poziciji više manje da bude 2 igrača, ajmo reći krila, više manje krila, trebaju 60 minuta da trče, nemaju kontakt, samo trče više manje na krilo i stoje u kut tamo. Dok, na primjer, biti bek srednji, piker, mislim da je to malo više problem, 60 minuta biti u kontaktu stalnom i onda doći u obranu i u istom intenzitetu da vraćaš to i ne ide baš toliko. U Ligi prvaka, na primjer, PSG, Barcelona, svi oni mijenjaju po igrača 2 svaki 10 minuta. Pogotovo pikera, na primjer Fabregas u Vespremu igra 10 minuta, pa uđe drugi na 10, pa uđe opet neko na 10. Ali to su već viši nivoji nego što je ovdje trenutno u Makedoniji. Еве, овде пишува во кариера од Думак во Замет од Риека е тој клуб. Да, од И Риека. тој е доста познат ваму. Да. Како поминавте таму? Една сезона. Pa bilo je da me trener iz Rijeke me baš htio da dođem tamo. Ne znam zbog čega jer sam u Umagu prošlu sezonu bio užasan. Htio je da dođem i došao sam tamo i pripreme smo imali i baš smo se vrhunski Се изненадивте spremili. што ве повикаа? Da. Ja nisam znao da ću uopće nekog htjeti jer sam baš loše odigrao sezonu bio. I tamo kad sam došao, dobio sam slobodu od trenera da radim što god Колку е hoću. важно самиот да биде играчот свесен како вие што сте, да биде самокритичен. Ретко тоа го гледам овде кај спортистите. Викате имав слаба сезона. Па ретко тоа го кажува некој дека имал слаба сезона, самиот Pa ne себе си znam, да се критикува. ako ću lagat sebe, ne vidim da će to ići na Колку dobro. е важно да бидеш реален. Pa samo kritičan treba biti realan, ako lažem sebe da igram dobro, a ne igram dobro, s tim nisam napravio ništa, kasnije mogu samo nadole da idem i neću da vidim napredak ako si što bolje napravio. Tako da, i svaka tekma i da odigram dobro, ja uvijek nađem nešto kasnije da mi se ne sviđa što sam napravio, da je bilo ovo, da je bilo ono, da sam mogao promijeniti. Предпоставувам дека во Замет одигравте добро, затоа ве повикаа во Унгарија. U Zametu kad sam bio sam u top 30 strelaca lige, mislim jedini piker da sam bio koji je bio na tom popisu. Sam imao 10 golova po utakmici više manje. Mi je trener dao slobodu a imali smo ekipu da smo u cijeloj sezoni van 9 metara šutnuli 40 puta. To je ne znam, u 30 utakmica imali smo znači šut i po utakmici i van 9 metara i sve je išlo na mene sam. I imao sam, ne znam, svi vani su bili А srednjaci. вие сте уште помлад тогаш, значи 2022 колку години имавте? 20, 20 години. da. На 20 години целиот товар падна врз вас. Mislim, ja volim to, da sve bude. Jedan dio oko mene da se radi, ja volim to. Pošto volim mnogo napada, igram obrana, a on mora se, što se mora, nije Значи teško. топкава кружи и бара шанса да го проигра Da. Пикер. Cijelu sezonu je tako bilo. Igrali ovi 6-0, 5-1 nije bilo bitno, samo je bilo bitno da topka dođe do mene.
Значи, стигнува, понудава, прифаќате понудата од Унгарија, какво се случи тоа сега? А Унгарија е една голема ракометна сила. Da. I tamo je baš teški profesionalizam, ali Mađarsku sam prihvatio, sam zašto sam htio da igram protiv Esprema, Segeda, Tetabanje, Ferencvaroš. Još kad nešto sam bio čitao na Facebooku neke ludosti, vidio sam kao Fabregas da će doći, ali Fabregas je došao sad, to je prošlu sezonu kad sam ja otišao, htio sam da igram protiv njega, pošto mi je to kao jedan od uzora i htio sam da protiv njega da probam kako je. Ali dobro, nisam protiv njega, ali sam igrao protiv Nilsona, Šveđanina, i to kad sam vidio, sam sebi rekao da sam ja još daleko od ovoga. ono su ne znam. Vidovte podobar od vas. Da. Podobar od mene. Malo je reći podobar, ono je previše dobar piker, previše. Još u tim koji su ti kvaliteti što gi ima toj? Prevelik, jednostavno. Nije da ima nešto previše, prevelike samo je. Da li fizički? Fizički je jak. Fizički je svaka topka što ide kod njega. Ne možda mu se dobližiš? Ništa. Ko da se u stijenu nabijam cijelo vrijeme. A lopta svakako ide kod njega je samo njegova i ničija druga. Tad je pored mene još bio Hrvat jedan, dečko 60 kila i 2 na 2 igraju s nama Nilsson i Rasmus Lauge ili Kentin Maja. Što mi tu da radimo, ono su ozbiljni igrači, svjetski igrači. Mi djeca. Znači ne pomaga koliko da se boriš, sve davaš od sebe? Sve od sebe, a oni su na 20-30% i dalje ne može se ništa napraviti. to je znači tamo pominavte jedna sezona? Jedna sezona, ispali smo iz lige bili. Znači тоа беше она што го кажавте поради отпаѓањето и статусот нерешен за да продолжите таму и сега чекате или прекинувате со кариерата или се случува прилеп. Или се случува прилеп, случува се прилеп. Добро, сега како беше доаѓањето во Прилеп? Како беше? Рековте првиот надпревар 7 гола. 7 гола, да. Мислим цела сезона. И што се викате во тој момент? Pa, nisam još znao. Gotovo trgnuo. Nisam još znao ništa druge ekipe kakve su. Ja sam znao da ima Pelister i Vardar i toliko, ostalo nisam znao. Ovo ostalo je teški MMA više manje, nije rakomet. Gdje god da se ode u gosti, dobije se batina i... Ali na primjer, eto, ovdje Vardar, Pelister, Alkaluid, to kad se igra europski rukomet, mnogo lijepo da se igra, može se igrati Ohrid isto. Ali ne znam, kad dođu druge ekipe koje vole da biju kod kuće, tu se i ne može baš previše napraviti. Се, играте на позиција пивот. Дали од секојаш одбравте оваа позиција? Како ја одбравте? Како станавте пивот, а не, например, бек? Вие сте и за бек имате... Pa ne znam, kuklinac nešto. 195 cm. Da, 195. Kuklinac sam nešto ko srednje, nešto pokušavao vamo, tamo. Isto je bilo piker srednji. I na kraju sam završio na pikeru i ne znam, mogu reći da bolje piker nego bek. U svakom slučaju previše ono zapamtiti, ideš križ vamo, križ tamo, pas vamo, nije to za mene. А мене ми се чини вака гледано од трибина, дека најмногу борба води овој пикерот. Борбу. Дуел има. Да. Тргање, туркање, се што тука има. Мора блок овдje, блок тамо, па да се утрчи можеш да гурнеш некога, он гурне тебе. Не може, не знам кога земате воздух, кога да се одмарате малку. Дали има такви секунди? Pa, vjerovatno zbog toga što ja ne igram nešto previše taj napad na snagu, ja više koristim glavu, ali mislim, ako igraš na to da si pametan, da si puno bolje nego da igraš samo na fizikaliju, čisto na snagu. Jer ako nemaš glavu, džabe sve ostalo, ja mislim. I onda više, ne znam, se trošimo u obrani nego što se trošimo u napadu. U napadu odmara više manje. Во споредба со другиве клубови, 4 клуба претходно имавте, сега е 5ти клуб Прилеп. Дали се разликува нешто во врска со тактика, техника, тренинзи? Тренинзи, најтеже што дали сам има имал нешто у Nexus. различно? У Nexus su treninzi, ajme meni, ono je 2,5 sata ubijanja na treningu. Baš se trenira, ono, ozbiljno profesionalizam kad se zeza, kad se trena, kad se priča, za sve ima svoje vrijeme tijekom treninga. Ali kad dođe dio treniranja je, Mađarska, onakve pripreme ljetne, zimske, ne znam nigdje da sam imao, ono je baš jaki ritmovi bili što se tiče teretane, treninga, baš sve jako bilo. Rijeka to je već bilo malo manje jer smo dobili slobodu, samo smo ljetne pripreme više manje imali teške, a ovo ostalo nam trener rekao radite što sakate. Nije problem. Imali smo dobro golmana i ona se čupa cijelu sezonu. Dobio sam slobodu full tamo.
ovdje kad sam došao za taktiku, svuda je ta taktika više manje isto, akcije su više manje slične, samo Znači, se ne bi je drugčije mnogo teško zovu. da se prilagodite, vednaš. Nije mnogo teško. U mađarskom je bilo najteže što se tiče taktike jer je moralo sve da bude na mađarskom jeziku. I kad smo došli tamo, ja i ovaj dečko Hrvat, nijedan je znao engleski da priča. I krenuli da pišemo akcije sa trenerom uz 2 A4, A vi ništa ne znajete od ungarski jezik? Ništa. A engleski sam nešto razumio, ali to je bilo ono, mogu i ne mogu. Ungarija ne je daleko od... Ne, nije daleko. Ja sam do Budimpešte sam imao 3 sata. Budimpešta mi je na primjer bliže nego Zagreb. A ja sam baš u Budimpešti bio tamo. Na kraju mi je Zagreb najdalje. Naučite nešto ungarski? Loše riječi sam. Ono što ne je za javnost. Šta nije za javnost, da. A kod njih je problem šta neke riječi, na primjer te pogotovo psovke. Jedna psovka može znači 10 različitih psovki na prijevodu. Nemaju ono neka pravila. Više riječi ime tako da nešto se kaže i da može biti 10 stvari različitih. A bogati se u ta smisla? Da. Svoga jezikot? Da. Ali kad pričaju, to onaj ko nauči, od nas Balkanaca ili stranaca, kroz godinu dvije, svaka njemu čast, ono se naučiti ne može. Neke riječi može ono kratko, ali imaju riječi po 15-20 slova i kako to izgovoriti još one točke na O, točke na U, mnogo teško. A su makedonski jezik kako se snajdete? Kako komunicirate od dođajnето do сега во екипава? Pa ja stalno više manje pričam srpski, reću slobodno pričam srpski, jer u Rijeci tamo sam dobio tog malo srpskog tača na jeziku, jer tamo ljudi mnogo brzo pričaju. Порано постоеше јазик српско-хрватски, се сметаше како еден, ама подоцна се разделија. Сега знаеме што е српски, ali а više што manje, е хрватски јазик. Sve je to isti To je jezik. mnogo slično, Sve da. to isti jezik, svi mi pričamo isto. A makedonski, kad sam došao, razumio prvih, par dana baš teško, nisam ništa, neke riječi, prvi put čuo u životu, primjer, seriozna, gledam, WTF. Сериозно, што е сериозно? Ubav, isto, Озбиљно. ubav, gledam šta je ovo, nikad čuo, nisam vidio te riječi. Убав. Ja mislio ubav da to znači nešto ružno, nešto tako. Na kraju je sasvim obrnuto. Ali sad razbiram mnogo, a zboruvam malce, ne previše. Али повеќе кажавте многу добро го кажавте на македонски. Pa nešto sam Odlično. čuo. Slušam ja kad drugi pričaju. Со кого најмногу комуницирате на македонски? Na makedonski? Кој ви е најблизок овдека во Прилеп? Prilep na Секој ден makedonski. на македонски. Со кого зборувате? Sa djevojkom pričam na makedonski. Тај од Прилеп? Da. Еве, откривме нешто. Значи, што ве девојката од Прилеп и вие тука тешко да се одделите од Прилеп. Ma, nije teško ništa. Може и да појдете некад па ќе се вратите. Ja ne vežem se ja za mjesta nešto previše. To je meni ono, dobro mi je, ubo mi je, a sad da ću da se povežem za mjesto nešto too much, mislim da neću. To teško. Ni za mjesto kod kuće gdje sam rođen, gdje sam živio 20 godina, nisam povezan. Каде овде, како ви поминува денот, освен на тренинг, овде во градов? Каде одите? Pa, više manje igram igrice u stanu na laptopu ili sam na telefonu. Во овие кафетерии овдека? A kafe, nisam neki kavopija nešto, ne volim baš previše kafu da Не pijem. овие кафичи што ги викаме. Aha, po kafićima, a to prije treninga eventualno kavu popiti. I to. Каде, на које место? Овде во центарот? Ja sam natočila tamo, znači pauza. Pauza, tamo se nađe nas 4-5 koji smo u blizini, si popijemo kavu i to je to više manje druženje. Svi su ostali ili po kući, ovišo su u gradu, idu u grad na kafe i tako. Ja imam Климава дали се ви се бендисува? Klima. Дали е жешко, дали е студено? Ovdje kad je žeško, kad je ladno je kamen ladno. Prošle godine se sjećam, izlazim ujutro do teretane, -6 vani, rekao da, kakva teretana, ne izlazim nikud po ovoj zimi, -6, ono, nisam osjetio nikad. I sad za ljeto su mi dečki pisali preko 45 temperatura da je išlo. Kako ljudi žive na to 45, meni je preko 30 problem. На други места каде одите? Речеме, дали гледате женски ракомет во салата? Ne gledam Кога ni има? jedan sport. Не
nemate nito jedan nadprevар, imamo i nije i ženska Znam ekipa. da ima, bio sam vidite, ali Despina si. no comment. И тие тренираат во истата сала. Да. И играат во истата сала. Da. И не сте гледали ни еден надпревар. Vidio sam 10 minuta jedne utakmice bio. Ne volim da gledam sport općenito. Ne Fudbal? privlači ništa. Nогомет, вие го викате. Ništa, mogu pogledat sažetke na YouTube, 90 minuta mi je... А овде имаме ние фудбалски клуб Победа. Pobeda, da, znam. Сте слушнале за нив? Jesam, čuo sam za njih, nisam bio pogledat utakmicu, ali sam živio tamo prošle godine, pa sam čuo često navijače. А таму krenu имате utakmice. стан. Da, u ovoj novoj zgradi sam bio di ekiper. Близко до стадионот? Da, tamo odmah kod ove bolnice. Ova nova zgrada što se gradila tamo. Па сте може некојаш да видите и како изгледа фудбалски надпревар? Nisam gledao, ali sam čuo navijače tamo i kad Ako padne će gol... vidjet gol, Da, to sam čuo. To se slavilo i kad padne gol njima as, čuju se psovke, logično. А вие сте премногу млад сега да ме прашувам дека порано Победа беше славна, па и имаше тутунски комбинат, се викаше еден ракометен клуб и тој беше многу славен порано Nisam. во историјата, сигурно не сте Malo sam ja premlad da bi znao to. Јас имам едно прашање. Ајде повели Николче. Дали сметаш дека направи правилна одлука што дојде во Прилеп и што играш за Рака Прилеп? Da, mislim da sam napravio dobru odluku. Poprilično dobru odluku. Jer imamo dobru ekipu, samo da nas zdravlje posluži, mislim da možemo napraviti dobar rezultat. I mislim da sam napravio dobar potez, što sam dobro. Што и фали на екипата? Мислам, зборувам за од страна на играчи. Na ekipa, što nam fali? Pa najviše nam fali, ne znam, rotacije, možda i smirenosti u nekim trenucima, ali zna se dogodi da, ne znam, da bude x utakmica izjednačeno do zadnjih 15 minuta i da napravimo neke 3-4 glupe greške i da prodamo utakmicu više manje s te 3-4 tehničke i oni nama zabiju opet 3-4, 2-3 gola i to je to. Na primjer, Vardar u gostima kad smo igrali smo izgubili 10 razlike, ali smo imali 15 tehničkih. A prije ne bi bilo 10, bilo bi 5 da nije bilo tih tehničkih. I znalo se da i Ohrid kući isto igrali vrhunsku tekmu i tehničke normalno. Ubijaju nas dosta tehničke u nekim momentima, znamo napraviti 2-3 loše odluke i izgubimo utakmicu na to. Што очекуваш ти? Тука си веќе 3 години, треба ли моето прашање 2, така? 2 или 3. Добро. Моето прашање би било дали Томислав би сакал да игра со Рака Прилеп во некој европски куп? Да се променат амбициите, да не се игра само плей-аут, да се игра плей-оф. Da, mislim to bi bilo lijepo da se igra neki evropski kup, nešto, to bi naravno, svima bi to bilo lijepo, ne samo meni, nego svima u ekipi, svima. Ali, Ама прво немате сала, салата е многу мала. Дали, сигурно сте слушнале дека во Прилеп има две убави сали. Da. Не знам дали сте ги видели. Za jednu se priča kao da bi trebali da je dobijemo, ali ja to Таа е ne znam. универзална сала, Da, ja to ne znam još. а другата сала Македонија е на другиот крај. Уште поголема и таа вика спортска убавица и лепотица. Da, ljepotica. Значи таа беше сала многу убава, меѓутоа двете не се во функција и сега вие играте во училишна сала. Da. Затоа ова што го кажува Николче, веројатно во блиска, во најблиски днина не може да се оствари за меѓународна сцена. Чекор по чекор ќе се оди, Корак по ако корак, универзалната сала биде Onaj Znači- ko očekuje rezultate, na primjer, da se dogode u jednoj sezoni ili ti ga preko noći, to se dogoditi ne može, treba da se radi, ni Alkaloid nije bio ovo što je bio. Tako su mi dečki pričali da su bili oni Тоа kanta е za nabijanje. нов клуб е тој. Da, i svi ti dečki su zajedno već par godina tamo, svi se znaju ko kako diše, diće ko da krene, vamo tamo, znaju se, rukometno se znaju jako dobro. Ja, sve se to gradilo s godinama, nije to došlo u jednoj sezoni, dvije, nego je došlo u trećoj, četvrtoj. Љубителите на ракометот мислеа дека ракометниот клуб во барем ќе игра во групава на плей-оф, а не во плей-аут. Не беше многу далеку. Што недостасуваше во спореба со другиве екипи што влегоа во плей-офот? Naprimjer, Tikaš je ušao gore. Охрид е тука. Ohrid je kvalitetna ekipa. Ohrid, ja mislim... Вие играте и top за 4 купот со Охрид. Da. Ohrid je u top 4 sigurna ekipa, što se mene, ako se mene pita. Па и сега е четврто место. Da. Primjer, Tikveš, ja ne vjerujem da je taj Tikaš išta bolji od nas. Samo kad smo išli tamo,
Ja sam bio bolestan par dana prije toga, desni bek PC je bio bolestan, bilo je nas par koji smo bilo bolesno u tih 2 tjedna da nas nije bilo na treninzima i dođemo na utakmicu sa 2 treninga nakon bolesti i mnogo je teško da se diše, još su neke nove akcije bile, dok se sve to na dan utakmice, dok se nauči akcija, treba probati 10 puta pa ćemo vidjeti, ali ne znam. Тиквеш, ние кој ќе се сетиме во минатото, никогаш тиквеш не бил подобар од Прилеп во ракомет. Ali Ниво машки, ниво женски. Има и то нешто. И Охрид. Чврсти су, Охрид никогаш не бил далеко бил од Прилеп. Меѓутоа еве сега дојдоа други времења. Да. Во 21. век многу се свртија наопаку. Мислим, Охрид има страшних играчи тамо. И преубава сала, колку што гледавме Билјанин извор. Да. Parket je, ne bole koljena, može da se trči normalno sve. Bolji grip za tenisicu. Ma nemogućnost je za ozljede, mislim, jer na gumi noga ostane, naprimjer da se iskrene, noga će ostati na gumi, na parketu neće ostati. I bolje je hala svakako, da. Ali sve hale su više manje iste ovdje tu. Sve imaju dole beton i gore kao guma. I normalno da onda kreću da bole koljena, zglobovi, padneš dole, sve boli automatski od jednog pada. Не е по стандард подлогата. Da, trebalo da je parket ispod toga pa onda podloga. To je druga priča. Сигурно и тоа го имаат предвид сега за реновирањето на салата универзална, која ќе биде. А тоа ќе го направи вашава компанија која е собственик на клубов, односно главен финансиер, Конфиангл, според кажувањата. И се надевам дека тоа брзо ќе оди. Во поглед на ова плей-аутов, барем тука можете да се борите за прво или второ место. Во оваа фаза. Tu smo, ne znam, reću da nismo za play-in još, ali nismo za play-out sigurno. Za play-out nismo, a nismo ni za play-in. Play-off. Da, nismo ni za gore, a ni da dole igramo ovo što sad igramo, ovaj play-out. Нема на средина, Ne, или to, вамо или таму. nema sredina, da. Нема таква група. Da, nema takva grupa. Za ovo tu, mislim da smo prejaki za play-out, iskreno. Neću da griješi dušu, ali reći Ама еве, tako. дома како се случи па да изгубите дома од Радовиш? Ne, Дали ги подценивте? ja nisam igrao tu utakmicu, ja nisam На igrao вистина utakmicu. чудно, зошто не играте? Bio sam bolestan, skoro 10 dana imao temperaturu, uhvatilo me nešto, bilo sam izgubio 10 kila od tu. Nije 10, ali 7, sa 103 sam pao na 95-96. Тоа да не се случи кога се смени нагло температурата? Ne znam što je bilo. Što беше ali pričina? Prije mene je bilo bolesno dvoje i nakon mene pola ekipe, još ja nisam na treninzima bio tad ništa. Bio neki virus, neka gripa je vladala. To je... Многу чудно изгледаше да Прилеп изгуби дома од Радовиш. Taj Radoviš, ja sam gledao tekmu na YouTube bio i... Pa ne znam. U početak tekme smo krenuli sa, mislim, 3 mašina zicera ili 4, tako nešto. U jednom trenu smo se vratili s -5 na +2, idemo treba na +3, jedna tehnička, druga, evo ga, izjednačeno, evo ga 2 za Radoviš, pa se vrate, pa opet, a bilo je dosta ishitrenih odluka u napadu, da se šutne za 5 sekundi odmah, ima se 2 razlike, 10-15 minuta do kraja. Zašto? А од друга страна пак овде е совладан Пролет, една од најсолидниве во оваа група на плей-аут. Пролет од Скопје. Го победивте. Htjeli smo da ih... Дали тоа може да се каже дека една од најдобрите игри беше тој и најдобар резултат во оваа сезона? Кога се победи Пролет од Скопје. Pa, igralo nas je, svima se igralo i od Proleta izgubiti ne želimo, ali prgavi su oni. Nije Prolet loš, a mislim da smo mi bolji... И тие сакаа да влезат во на плей. Da. И за малку не успеа. Za malko, hvala Bogu pa nisu. Ne, taj Prolet, ne znam šta bi rekao za njih. Kod kuće su neugodni, ali u gostima kad dođu ovako negdje, nisam imao baš nikad neki problem s njima. Da se igra protiv njih nešto. Ali kad se ode kod njih, to je drugi Prolet već. Tamo... Znači domaćniот терен е некој фактор? Da, svima u lige domaći teren faktor. Apsolutno svim ekipama. Ako odeš u goste, znaš da će biti svega i da će nas prebiti i tu mi uglavnom znamo izgubiti neke utakmice kad ljudi krenu da nas pacaju okolo po terenu, što su startovi za 2 minute do crvenog kartona, ali ne bude ništa, tako da nema veze. Гледам сега предолга пауза во првенство, повеќе од месец дена. Da.
Значи последниот надпревар го игравте со Струга. Струга беше домајчин тука. Да. Како гостинска се смета таа, по 25-30 Да. и 30-25. Тоа беше на 23 април. А сега следниот надпревар е на 25 мај со пролет во Скопје. Превелика пауза, превелика. Ali dobro. Заради репрезентација. Ali treniramo, trčimo na treninzima, nešto malo rukometa. Нема застој. Nema. Imali smo 3 dana, 4 slobodno, sad prošli tjedan za vikend i sad normalno treniramo. Mislim i bolje tako jer da smo dobili još tjedan dana, ne bi nas više sastavili do kraja sezone, mislim. Da bi se svi olabavili. Дали овој период го искористивте да појдете до Хрватска? Nisam išao u Hrvatsku, ništa. To samo Кога idem последен пат бевте во za Božić. U во родното decembru. место, така? Da, u decembru i kad sam se vratio negdje 13. januara, tako nešto sam se vratio nazad. Што велат во твојава фамилија за ова дека го одбра Прилеп? Pa, što se tiče... Што коментираат Što se ти? tiče mojih kod kuće, oni za rukomet, ja sam njima rekao kao da ne želim da mi puno pričaju zato jer želim imati Da ne svoj se put mešat mnogo? Da. I njima je bitno da sam ja zadovoljan, gdje god da sam ja zadovoljan, bit će i oni zadovoljni. Дали некој од нив дошол? Bili некојаш su во mi prošle Македонија? godine djed i tata ovdje, na par dana, pogledat utakmicu jednu i malo šetat gradom. И што кажа? Njima je ubo. ako je meni ubo, bit će i njima ubo. I da im nije ubo, reće ubo nam. А сигурно тие се постара генерација, па и сигурно не им е прв пат да дојдат во Македонија, сигурно. Nije, pogotovo moj djed sa Nekse, kad Nekse išao busem, išao je Mađarska, Makedonija, vamo tamo, kad su navijače vodili sasvom svuda je išao, u Makedoniji mu nije sigurno prvi put. Како симпатизер. Da. Voli rakome da gleda. Сега, што да кажеме друго, за овие Вардар, Пелистер, Алкалуит, што мислите за нив? Pa, najviše volim Дали се Vardar. заслужено вака најгоре и одделени од другиве екипи? Jesu, zasluženo. Како Zasluženo su bolji. погорна класа изгледа. Da, jesu, zasluženo su bolji. To se vidi, mislim, svaka utakmica koja se odigra, zasluženo su bolji. I ako se Од dogodi... овие три, кој најмногу вака ви се бенисува да биде шампион на Македонија? Vardar. Uvijek ću reći Vardar. Значи, поранешниот двократен европски шампион Да, Вардар да. што беше. Da, Vardar. Pelister, ne znam. Njih ne Еве volim. Пелистер има најракометна публика. Ne volim ih, ni najmanje. Тие се соседен град, Ја сам. соседни ривали. Crno-crveni ako moram da bijem za Vardars. cijeli život više manje za rakomet od kad sam gledao je Vardar bio. Naši su Balkanci su radili su nešto u Europi, što druge nisu radili u modernom rukometu s Balkanom. I to je to, Vardar, Pelister, i kanta za nabijanje u Ligi prvaka. А има некои прилепчани, љубители на ракометов, што одат и во Битола и во Скопје да гледаат ракомет. To je lijepo kad je neko tako... И трошат zaljubljeno пари rakomet. за пат, и време, и дури и скапи влезници. Карти, скапи карти Да, да. купуваат. Што мислите за вие за тоа? Pa to sad ne znam. Da li je to da troše vrijeme, mislim da oni to ne gledaju tako. Ako nešto vole, zašto ne mislim? Не, Ako многу, je многу prilep- го сакат, искрено тоа го Da, прават. ako je prilepa, na primjer, do Skopje, dobro Skopje je malo dalje nego Bitola, ali opet nije ni to daleko, što sat i po dva. Nije to daleko da se ode, ako je na primjer neka dobra utakmica, Liga prvaka ili ova Europska liga, nije loše da se ode pogledat ako se može, ako neko voli da gleda rukomet, logično. A sad, ja da odem, ja bih jednostavno- rekao da sam potrošio vrijeme da odem pogledat utakmicu za sebe, ja bih rekao potrošenih sat i po vremena. Тоа мене ми зборува дека ако Прилеп игра нешто слично на европска сцена, имаме ние потенцијални гледачи кои ќе ја наполнат салата. Овде во Прилеп. Pa vjerujem da bi dolazili ljudi od sa strane, sa mjesta, zašto ne, kad bi došlo nešto, neki. Da se igra Europa i da dođe neki europski klub, primjer u Europi sad, što, mislim da Kiel igra Europsku ligu ako se ne varam, da, protiv Nexa igrao Kiel, koji kad zamišlja da će Kiel igrati Europsku ligu, ne ligu šampiona. I da će igrati protiv Nexa i protiv Vojvodine. А Прилеп има играно на меѓународна сцена. Последен пат 2016 година беше. Nisam znao. Колку има од тогаш 8 Девет. 9 години. 9 godina. 9 години, пред 9 години играше на меѓународна сцена. Сега купот, како се викаше тогаш,
беше се менуваат насловите, меѓутоа меѓународна сцена во универзалната сала беше тој надпревар со Винтер Тур од Белгија. Беше тој надпревар последниот. Да. А и претходно имаше играно доста пати. Дури се бореше за шампион да биде на Македонија. Првата сезона кога Македонија се оддели од Југославија, Прилеп играше за да биде шампион со Пелистер. Меѓутоа Пелистер ја доби тој. Се играше на 2 добиени дуели, 3 пати играа. Таму победи Пелистер, овде победи тоа се викаше Тутунски комбинат Прилеп. Nije bio Prilep. И третиот надпревар се играше во Битола, тие го добија, меѓутоа многу беше тесно. Tesno, da. Значи, прва сезона играше Прилеп во првото финале од плей-офот. Сакам да кажам дека има Прилеп многу голема традиција, дури и влезе во прва Југословенска лига, меѓутоа државата се распадна и не учествуваше во таа прва Југословенска лига, тогаш 92 година беше. Davno. Така што имаме ние традиција во ракометот. Не е сега ова веродостојна слика со училишнава сала. Da. Иако и оваа сала сега служи и доста публика доаѓа на Dođe dosta publika, ovisno I ve kako bodri. se igra i kad se igra, u koje vrijeme se igra. Ako je srijeda, logično, bit će manje ljudi, na primjer srijeda, 5-6 ljudi rade. Ne isplati im se sad nakon posla da trči vamo, trči tamo. Ali subotom, kad igramo, uglavnom bude puna hala više manje. Сега, за оваа одлука, јас прочитав некаде дека до 2027 година го продолживте договорот со Прилеп. Da, potpisao sam na 2 godine ugovor. По ова Николче што го кажа преска, тешко ми е че се одделите од Прилеп. Тоа е точно со ова што го кажавте. Што се случи тука? Pa Понудава ја прифативте веднаш. Pa odmah sam je prihvatio, nisam nešto previše razmišljao, samo sam neke stvari, uvjete vamo tamo s menadžerom riješio, to je potrebalo 4-5 dana, ali sam odmah prihvatio i neki dečki su prihvatili prije mene i zašto da ne ostanem kad već imat ćemo, ajmo reći, neke temelje za gradit i da će doći neka pojačanja i to ću mi sljedeće sezone. Значи најавени се и други засилувања. Da, mislim. Еве гледам и овие ги продолжили договорите. Denis i Vlado, Crnogorci. Црногорците од Црна Гора, да. Не знам што е со овој грузиец од Имнадзе. Ne znam to ništa. Значи овие двајца сигурно и ги продолжили da, договорите. smo produžili. Значи вие тројцата сигурно останувате, ако и дојде уште некој од страна на некои позиции каде што треба, бијќи еве очигледно дека треба, бијќи вие викате многу и повреди се случуваат. Da, događalo И se. болести се што отсуства, мора некој да биде на располагање. Da, neko mora da bude, da. Ali to sa bolesti ovdje, to se ne može se na to utjecati, to se dogodi samo u momentu, toliko. Na to se baš teško može utjecati. Да, To je sve, jedan dio sporta je više manje sve to. Sad, koga nema, bez njega se mora, ali normalno taj jedan kad fali, jedan da fali, osjeti se da fali taj jedan. I još kad, na primjer, fale dva, to se tek osjeti onda, 2 igrača kad fale je baš teško. Не ве прашав нешто за позицијава пивот, кој ви беше идол, вака да го кажете, уште во младите години, може би сте знаеле за некој и сакам да бидам како него. U mlade godine. Pivot. Igor Vori. Ne, nikako Igor Vori. Andreas Nilsson. Šveđanin. Dok nisam porastao, on ima malo niži stav od mene. А и сега? Сега Fabregasa najviše volim od svih pikera. Jer ima taj stav, nije da se spušta nešto dole. Pametan je. On mi je trenutno možda najbolji piker na svijetu, igra obranu, majstor je. Stvarno je majstor. Ovo, ni ne gledam ja rakomet nešto previše, ovo znam dok pogledamo neke highlights nešto kad vidim rakomet, zadnji put utakmicu pogledao kad je Vardar Ligu šampiona uz. Значи, Вардар го спомнавте многу пати. Од кој Вардар го следите? Pa više manje, kad sam počeo gledati kao Ligu šampiona, kad sam počeo nešto rukome pratiti. Kiel i Vardar, to su dva kluba. Дали го гледавте кога стана европски шампион Вардар? Drugi put kad su uzeli evropsku titulu, mjesec dana prije toga sam imao debiju u SH ligi i pobjedili smo ih u Našicama, Vardara. I tu sam zabio, mislim, gol bio.
Дали има во Хрватска уште некој што го симпатизира Вардар? Ne znam, pa vjerovatno rukometaši. Ови што знаат многу ракомет, што се инволвирани во ракомет. Da, ovo ostalo... А ние не сме свесни дека и од надвор има некој што го симпатизира. Европскиот шампион. Како овде што има за Реал Мадрид во фудбал, веројатно таква е релацијата. Pa, vjerovatno. Има некоја логика. A futbol to je Manchester United. За Манчестер Юнайтед Manchester United, da. Синоќе го гледавте? Jesam, 4-1 su dobili. Vidio sam sažetke, naravno, nisam gledao utakmicu, nisam znao da igraju, ali sam vidio kasnije kad sam ušao na rezultate da provjerim nešto košarka šta je bilo. Ja volim te statistike da pogledam, mnogo me zanima to. Фудбал го сакате како спорт? Futbol, ja svaki sport volim da igram, ali da gledam, А да гледате? teško mi je da gledam 90 minuta ovako. Кој ќе издржи? Će da još da mi završi 0-0 utakmica, šta da radim s tim 90 minuta, odnosno više od toga, poluvrijeme dok Че dođe. после накратко се информирате како завршил, 10 minuta. кој ги даде головите и To, 10 minuta video, pokaže mi golove obrane i idemo dalje. Добро, јас ги истрошив сите прашања. Имате нешто да додадете за прилепчаниве што сега ве гледаат? Pa ne znam šta bih rekao, da im želim ubav dan. Имаат оптимизам дека скоро време ќе се бори Прилеп. Секој се спомнува тој плей-оф. Ha, to se mora Вие не spominjati, отстапувате сигурно и за наредната сезона. to su ambicije, logično, neće se... Уште од сега се размислува за наредната сезона, бидејќи ова се гледа дека опстанокот е обезбеден. Obezbedeni opstanak. Борец е исклучен од лигата. Da. Mislim, mi ne bi ispali da igramo s 2 igrača iz ovog play-outa. Biću realan. Toliko su ostale ekipe loše da ne bi ispali. Sad, ja to zvuči malo kao da sam umišljen nešto, pun sebe, ali tako je. Mislim da smo prejaki za ove ambicije, da se igra play-off, treba da postoje, jer šta, da se dovode... Ама и не сте далеко колку што гледам. Nismo daleko. И претходната nismo- сезона и ова nismo сезона. daleko. Uvijek nam fali to malo. Dobro, prošle sezone smo imali stvarno tešku grupu smo imali. А да ви кажам Vardar, нешто. Pelister, mnogo teška grupa nam je bila. Da se završi kao prve 4 ekipe, Vardar, Pelister i Butel treća i Tinex četvrti. Mnogo teška je bila prošle sezone. A ovo sad kad je kao, ovo jedno sve, tu može svega da se dogodi. А да ви кажам нешто, во Прилеп сите му завидуваат на ракометниот клуб Прилеп, сите други спортисти. Бидејќи вие имате компанија многу силна што е финансиер. Другите клубови во Прилеп спортски тоа го немаат. Сега победа нешто најави, доби, па ќе видиме како ќе биде. Тука има уште неколку помали клубови, како пинг-понгарски клуб, стоно тениски da, клуб. ping-pong. Да, и уште некои, ама тие се многу помали клубови. Да, да. Од поголемиве спортови сите му завидуваат на вашиот клуб, ракометен клуб Прилеп, бидејќи има навистина гигант компанија и раководни луѓе што се блиски со ракометот, како сега се слушнавме со Мислам, па. Никола Чадамов. Jedino od svih tih... Значи тие се и приврзани, имаат и емоции кон ракометот и тука најверојатно е онаа енергија што води напред. Mislim, i od svih treba i da se da nama, logično, ali igramo, ja mislim da pobjeda je koja je to, druga, treća liga fudbalska. Втора лига, а можеше да биде и трета, лани се бореше да To da, bio je baraž onaj. Baraž, da. da. Na primjer, to je druga liga, mi igramo ipak prvu ligu makedonsku grupu. Superligu. Superligu, da. Ono je druga liga i treba da se ulaže normalno u sport koji je bolji, koji može da ti da rezultate neke. Sad, osvajanje, na primjer, u fudbalu druge lige, ko će to slaviti osim tih igrača što su osvojili, na primjer, drugu ligu. Да, добро, традиционално Да, во да. Прилеп се сака многу фудбалот и ракометот. Порано сите во сабота се играше ракометот, сите одеа на ракомет, Неделја а во недела након се ручка играше, иде во ногомет. недела беше фудбал, сите одеа на Da, da. Така беше. И тоа е една голема традиција од децении, да не речам. Tako je i u Jedan Hrvatskoj. U Hrvatskoj mjestu gdje sam ja odrastao bilo je ili rukomet ili fudbal. Subota je bilo isto. Rukomet, nedjelja, fudbal. I tako, ali to je bila ona, Bundesliga se to zove, 7. županijska neka divlja liga. Но добро, некојаш и од таму излегуваат големи фудбалери. Nekad, ali iste lige u Hrvatskoj ne izađe ni jedan. Оти тоа оди скала по скала. Oho, tamo ko izađe iste lige se spasio.
ono je, jednom sam probao da igram tu ligu, kako ljudi udaraju po nogama, ono nije fudbal, ono je šutanje drugih. Dobro, u svakom slučaju i to interesno nekoš da se gleda. I to je interesno, neka da se pogleda. Томислав, ти благодарам од срце за гостувањето во Радио Пела и те покануваме и друг пат да ни дојдеш, кој ќе има повод тебе некој успех на ракометниот клуб Прилеп. Ако Може, hvala vama što ste me pozvali. Веднаш ќе те повикаме и пак да дојдеш. Može će dođem. Hvala vam što ste me pozvali. И поздрав и до Хрватска. Pozdrav Сите do што се Hrvatske. поврзани со Прилеп. Sve, pa jedino ja i moj kod kuće. Така, Тоа е се тоа. слушаме и се гледаме. Što slušam i se gledam. Сега одиме со музика, а потоа привршуваме со да ги најавиме оние надпревари спортски активности што се останатите. Спортски журнал на Радио Пела. Sportski žurnal